Почитувани мои, вие сте повторно со емисијата во Агол, а јас сум повторно под земја. Се наоѓам во ноќниот клуб Underground во Штип, каде што не сум била, меѓутоа, како што велат помладите, се случуваат одлични журки, одлични забави. Една таква забава, една вечер направија моите вечерашни гости. Станува збор за Зоран Ристевски или Зоки Бебе. Здраво. Здраво и добре дојде Ваго. Драго ми е што сум тука. И Маци Стојановиќ, познат како Маци. Да, така? Здраво. Благодарам на поканата. Благодарам што сте во Аголот овде, се надевам дека ќе ви биде удобно. Со Зоки поразговаравме малку и споделив со него што и како се случува во оваа емисија. Значи нема конкретни прашања, станува збор за разговор. За опуштен муабет. За опуштен муабет, така. Вие сте, колку што ја знам, пионери на диџејството во Република Македонија. Како се случи тоа да се занимавате токму со оваа работа? Пионери е чуден збор, дека генерацијски припаѓаме на таа некоја генерација која што ја започна целата таа приказна, така да кога на некој диџе од оваа дистанца која што ја има Маци или јас, некој таков епитет, ние се чудно се чувствуваме затоа што пред све сме луѓе кои што на оваа работа гледа само на моментот и на иднината. Ништо не ни значи освен како некаков си подлабок впечаток во клупската историја, ништо посебно не ни значи тоа. Од ден на ден ние гледаме само на иднината, така да комотно се осеќаме и да кажевте дека сме млади и надежни. Млади и надежни, пред Млади и кои надежни, предстои одлична иднина. Уште 50 на години може би пуштање музика. Зошто да не? Го спомнавте моментот. Тоа беше и првото мое прашање. Кој беше моментот, пресудниот момент да одлучите да се занимавате токму со тоа да бидете диџеи овде во Македонија меѓу првите, нели? Па не знам, мене првин идејата за диџејство ми беше некаква животна приказна, затоа што постојано се занимавав со плочи, со музика, со снимање домашни тейпови и така натака, потоа не се занимавав, него ја го сакам радиото, па работев на радио и некако природно беше таму 96-та година да во една обкружување кое што е да речеме клубско, почнам и јас да вртам музика. Тоа беше во клубот Дали. Па сега на Маци приказната е тука некаде исто. Ајде, Маци, да се слушнеме. Да се надоврзам на муаветот, да кажам пред се, јас сум малце помлад од Зоки, он е вистински пионер. Јас сум више, да не речам у наводници, втора генерација, кој го продолжува диџејството у Македонија. Сега пак зборам у наводници, сепак тоа не е ни толку битно, сакав да кажам околу епитетот пионери. Понатака, јас се занимавам па да 16-17 години со музика. За мене имаше големо значење доаѓањето пред се на некои луѓе во Македонија, како тоа све изгледаше, значи дека го кажувам моментот за мене како јас Кои луѓе, кои личности беа конкретно Димитри, Мистер Си, тие журки ми беа баш да речам пресудни. И што си помисли, сакам и јас како не? Па не си помислив, го осетив некако тој момент дека стварно ја сакам оваа работа и сакам да ја работам. Нормално не знаев што ќе се случува, него е така ја добив желбата да речам. А подоцна работите си се наместија како што си се наместија. Ете, запознав добри колеги више тие години што има многу поголемо искуство и едноставно тогаш да речам и се раѓаше вистинската сцена во Македонија. Имаше пред тоа журки, но тоа беше многу мало по андерграунд клубови, помали места, го спомна Зоки Дали, али сцената како сцена се формираше како здрава сцена во тие години. И мислам дека на време се уклучи у тој тек. Апсолутно, и тоа со една многу убава улога, затоа што Маци буквално селектираше музика во
еден скетчоп и плочара воедно, каде што имаше допир со сето она што ние сакаме да го имаме како музика во нашата работа. Така да имаше една изворедна можност буквално пред очи да му биде цела музика која што се врти во Скопје, конкретно. И да не кажам дека бидејќи некој човек кој што ја има музиката пред себе и во таква некоја форма како што е плочара, нели, толку битно место, нормално е да ги впие сите квалитетни работи и правци. Ние секако македонската публика е информирана и Штип е информиран и сите градови дека македонските диџеи ги краси една добра работа, а тоа сите сме различни, сите носиме поинаков сензибилитет, за разлика од другите сцени. Барем во 90-тите години диџеите бркаа околу еден тип на музика, не знам, тоа го имам приметено, например, во Србија во 90-тите години или во Бугарија, каде што сите се лепат за еден тип музика која што, да речеме, ги полни подиумите. Во Македонија не е тоа така. Од прв ден диџеите се разликуваат по својот сензибилитет, по тоа што сакаат да презентираат. Мација имаше среќата во таа плочара буквално да запознае се што се врти во Македонија, затоа што тука не беа само диџеите од Скопје. Например, неговата помош беше за мене огромна кога доби президенција во клубот Елемент, тоа е некаде 2001 година, кога не морав многу да размислувам, знаев дека ќе одбере вистински плочи за мене. Тоа секако и него му значи. Многу брзо се изгради и го стигна, да речеме, како талент, тоа ниво кој што е потребно за активно да се бави со музика. Од друга страна, јас имав прилика да почнам во еден клуб кој што траеше неколку години, тоа е клубот Дали, а претходно активно и одев на журки и ги покривав бидејќи имав телевизиска емисија, така да ми беше многу интересна работата како функционирам на сцената, да речеме, во некоја си друга варијанта, или пак ја подпомогнувам на некаков начин. И кога дојде моментот за вртење музика во клуб, ја буквално бев фрлен во жар, немав идеја, јас не знам, повеќе беше тоа туѓа желба, не дека јас не би сакал, ја претходно имав вртено некакви си сетови со поп музика, New Romantic во Hard Rock 91 и не знам што, но тоа што го сакав и собирав музика, требаше еден ден да се изнесе. И другарите ме натераат овакво, ти ќе пушташ музика и тоа е тоа. Другарите се виновни за тоа што ти започна да пушташ музика. Да, буквално другар ми беше еден од промотерите на клубот. Дали рече отварањето ќе биде со тебе, ја му викам јас во живот немам пуштено музика за да бидам и резидент уште на клубот. Океј, сега ти е времето и така. Ги спомнав неколку наврати плочите, нешто што денеска постои или го користите ли? Да, токму оваа турнеја, зашто Маци е еден од креаторите на овој ивент кој што трае низ Македонија, па може да каже повише за тоа. Ајде, Маци. Да се надоврзам на Зоки пак, сакам да кажам околу продавниците за плочи и за тоа време што го збори, што за нас е стварно златно време. Да, бидејќи сега не може плочи да се најде така да ги купиш. Нема купиш. плочари кај нас, веќе се затворија. Во тоа време имавме една, па имаше и пред тоа Масила, па се отвори скетчоп. Таму се продава плочи, па отвори да наш колега. Околу моментот што значи плочара за диџеите, значи не е само да се купи музика, и ние и денеска ја купуваме музиката, но сепак тоа е еден начин на комуникација, на дружење, споделување, значи како да речам, како новинарите што имаат клуб на новинари, ова плочарата на некој начин е баш клуб на диџеи, кај што не знам, кај што се формира некое мислење. И се кристализира вкусот, се разговара, се и баш го напомна тоа, Зоки, сите сме различни, збориме околу различни артисти, лейблови и така натака, значи тие се многу интересни моменти за нас. Сега не знам колку ќе го разберат луѓе во која конотација, али сакам да кажам дека сега веќе го нема тоа, нажалост. Другата страна е малце и да речам не тажна, него сепак и ситуацијава не може секој да си приушти, многу е, ако живееш стварно од музика, за да треба да одвоиш
буџет да купуваш секоја недела или месечно, кошта стварно, мислам, средствата е, као за пример, ќе речем една плоча кошта од 10 до 12 евра. Значи, ти реално треба да хонорарите да бидат на многу повисоко ниво за да можеш да го правиш тоа квалитетно. А сега каде ги наоѓате плочите? Сега ги купуваме најчесто на интернет, те нарачуваат. Или некои пријатели Или донесат, пријатели, или така, кога одиме во странство, Да. но и тука има Обично. проблем, не, има царина за тоа, па не смееш поише од 40 евра, тоа се 4 плочи, па чекај, мислам цело време сме у некој проблем, конфликт со... Да, дури ја и го сменив медиумот, во последниве 2 години пуштам на Трактор Скреч, така да оваа варијанта во Штип вечерва на оваа турнеја ми е многу возбудлива, бидејќи сетовите на плочи ми се ретки, во годишно вртам по 4-5 пати. И ексклузивни, да речем, да. Да, ексклузивни, затоа што едноставно јас не можев да издржам на финансиски, бидејќи во последниве 9 години од кога излегов од радио, дефинитивно живеам само од пуштање музика. Јас сум задоволен од мојот живот диџејски, но морав да го сменам медиумот, морав да работам со MP3, бидејќи не можам да купувам плочи постојано. Во првата прилика кога најверојатно ќе имам и некоја друга работа, не би рекол посериозна, затоа што ова е дефинитивно најсериозното нешто што го правам. Во тој случај би се вратил на винил, што не значи дека сега не купувам, но тоа не се такви колекции сериозни како што беа во минатото. Во минатото можеше да се случи и по 30-40 плочи месечно да се земат. И хонорарите беа поинакви, и целата атмосфера околу клубската музика беше поинаква. Спомнавте настанот кој што го организирате овој период, но пред да поразговараме повеќе за тоа, предлагам гледачите на емисијата Ваго да погледнат и да слушнат каква музика вие пуштате и како се снаоѓате со плочите, а потоа ќе разговараме за настанот кој го најавивме. Checkmate,
Еве не повторно во Агол, во Underground, продолжуваме со разговорот со Зоки Бебе и со Маци. Реков, да разговараме за настанот, евентот кој што се случува овие денови и се случува во наредниот период. Зашто точно станува збор? Па вака станува за една убава турнеја низ Македонија пред се, која е насловена како Vinyl Only Tour. Ова е продолжение на еден малце по-одамнешен проект, што го започна мојот колега, моментално не е тука, од оправдани причини. Се викаше Bang Box. Тој почна во 2004 година, каде што беа фатени доста македонски диџеи. Исто на истиот концепт, повеќе градови низ Македонија. Сега во моментот мислам конкретно зборам за овој се 13. Пред тоа беа 9 или 8, али во главном концептот остана ист. Vinyl Only Tour не е само проект како журка, како ивент, него сепак и, да речеме, една мала едукација ете и за помладите диџеи. Затоа, ако приметивте на нашите постери, обавезно, каде што има можност, ги поканувам и локалните диџеи, во случајов е Борче Панов тука, на наше големо задоволство. Сепак да видат дека музиката и диџејството на некој начин од каде почиња и како тоа изгледа, се вртат плочи, а несомнено дека и самиот звук е неспоредливо поквалитетен во некоја смисла, да речам. Сега тоа можеби публиката не го приметува како што ние го приметуваме, но сепак сакам да кажам дека е еден изворедно добар проект и до сега можам да се пофалам дека многу добро помина секаде, на наше огромно задоволство и на публиката нормално. Има интересна приказна околу ова и овој проект, а тоа е дека една цела нова генерација ќе се сретне со квалитетни македонски диџеи. Како што кажа Маци, тоа е проект кој што го започна на Никола Ризов. Исто така еден многу значаен македонски диџеј кој што е вечерва со нас, нели во клубот Underground во Штип. Фактот дека оваа млада публика ќе има можност на секаде во Македонија, 13 града се во прашање, да проследат имиња кои што, да речеме, и немале прилика во животот да ги видат, не само што не биле често во градовите, е многу добро за целата сцена, за македонската електронска сцена, бидејќи последниве години такви моменти немаше. Знаеме дека квалитетот на ноќниот живот буквално падна во Македонија, се искомерцијализира, што тоа не е во духот на тоа како таа сцена растеше во 90-тите до средината, некаде таму до 2005-2006 година. Да ние можеме да се пофалиме со многу моќна електронска сцена и тоа во underground форма во тие години. Така да оваа средба и ова што моите колеги го работат низ Македонија со нивните гости е апсолутно за поздравување, е еден вистински празник и славење на овој тип музика. Која е разликата меѓу да се пушта музика со винил, односно плочи, и MP3 или како веќе? Во душата. Ако не, да не го објаснувам техничката работа, секако не е тоа некаков си момент, но кој што технички треба да се објаснува или не доживува. Доживувањето дека оваа млада публика ќе се сретне со диџеи кои што работат битмикс и презентираат музика на плочи е една убава едукација, затоа што да се разбереме колку низ Македонија во и во Скопје, не дека имаат можност луѓето да слушаат музика на винили. Речиси воопшто, така? Реков и јас дека веќе нема од каде да се најдат плочи, освен колекционери, па напротив ќе ве прекинам, еве сега баш имавме еден пост на нашиве Facebook, да речем, профили, со официјални информации дека винилот, значи, повторно се враќа. Сакам да кажам, у смисла и на хиперпродукција почна да се продуцира повторно музика многу на винил, да се издава квалитетна. Значи, се изедначува со продажбата во 1980,
Што значи повторно некој нов бранд се појавува на продажба на винили, бидејќи не е проблем, како што рече Зоки, околу техничката работа, што не, мислам, може и ние сме пуштале и MP3-ки и ќе пуштаме можда пак и све, мислам да не се разбереме погрешно дека тоа не чини или нешто, него сакам да кажам дека ова е еден друг концепт на работа, а што помладите не можат да го видат или доживеат во живо. Има ли разлика во звукот? Тоа ми беше Да, затоа што поентата. формата, тоа може не е нешто што лаик би го препознал така едноставно, затоа што би се но ние диџеите тоа го знаеме дека винилот како формат е ненадминат. И околу тоа не може ни да се дискутира. Винилот е напуштен затоа што не беше практичен, особено кога се патува, се случуваше да се губат цели боксови со плочи и така натака. И нормално индустријата си произведе еден куп алатки кои што може да ги промовира за пуштање музика со MP3. Така да сега овој камбек и ова нова генерација на публика повторно сака да ужива во плочите, ако зборуваме за слушање плочи, во тој формат. Сега и поп музиката почнува повторно, квалитетните изданија да се издаваат на плочи. Еве, например, успехот на последниот албум на Девид Боуи е доказ дека секој сака да го има Black Star на винил и се сликаат луѓето, ги користат новите медиуми, кој како ја купи плочата. Тоа е се добро за оваа винил култура. Така да оваа турнеја која што во моментот во Македонија може да проследат љубителите на електронската музика е паралелно нешто што се случува и во светот. Така. Предлагам да погледнеме уште еден ваш настап, како вие пуштате музика, а потоа се враќаме повторно овде во Underground и ќе поразговараме за вашите наследници, да речеме. Одиме. Ја продолжуваме емисијата, како што најавив пред
видеонаступот на Зоки и на Маци со разговор за нивните наследници. Маци спомна дека овде во Штип, еден од вашите наследници е Борче Панов, кој за жал не можеше да биде дел од емисијата, да не кажуваме зошто и како. Но, како дојде до соработка со Борче и дали вие имате представа како тој и зошто тој одлучил да се занимава со диџејството? Така. Па со Борче конкретно се запозна во Angels Cafe, нели додека работеше. На покана на тамошните ме на Джери пуштав неколку пати и Борче беше резидент нели во вакво и правеше често warm-up, значи пред нас пушташе музика. Така стапивме во контакт. Борче е супер дечко, тргнате на правото место. По вистинскиот пат. По вистинскиот пат, точно, и гледам дека секоја година станува се подобар, нормално како расте, он е помлад малце и согледува работите како што треба нормално. Има добар сензибилитет во Сензибилитет, точно, и комуникацијата нормално ни е на едно завидно ниво. Да ви завидуваат сите. Ја имам прилика исто така. Да ни Да, завидува. но еден од нашите подобри диџеј пријатели и е секогаш Сакам да кажам, добро е кога имаш каде да се јавиш и кој да те пречека на крајот на криштата, да ги упростам работите, а Борче Панов е еден од тие дечки што е пријатен и нормално го интересира тоа што го прави, сака да оди напред, бара мислења, се дружиме, збориме околу музика и такви работи. Значи, и преска напоменав, многу е битно, затоа и ставено е тоа како локал сапорт, сепак и самите луѓе, да не се изразам грубо, креваат галама околу настаните, нели ние не сме тука на лицу места, Борче на некој начин е наш репрезент во моментов. Промотор. Домаќин, како сакате. Такви локал сапорт имавме и на другите места и сегде си поминавме супер не само ради музиката и ради дружбата пред тоа и после тоа и така натака. Значи тоа се љубави моменти не само да речам на местото на настанот и пред тоа и после се дружиме, збориме, разговараме и така натака.
исто тоа е взаемно на некој начин. Да. Значи, они вам ви помагаат. Извини што ќе те прекинам, затоа сега и во нашите клубови имаме, Зоки знае, во четврток, например, во клубот Сектор, Точно, се случува, имаме како вечер направено за млади таленти или не толку експонирани, па се дава шанса, зашто сепак е Сектор еден клуб каде што вреди да се пушта и е престиж да се пушта на некој начин, барем за нас, не знам до гледачите колку се запознаете со тој клуб. Четврток е вечер за млади таленти, надежни, што е Што не значи дека и во другите денови исто имаме гостувања на диџеи од Но е оваа вечер е конкретно за така за помлади таленти. За помлади таленти, што наидува на обострано задоволство од двете страни. Интересно е тоа што конечно во Скопје има и поголем број на места каде што може сега повторно да се пушта музика, така да нашите колеги од Македонија доаѓаат и на други простори како што се Излет, Радио Бар или што знам да имаат можност да свртат и да се запознаат со скопската публика, поточно публиката да се запознае со нив. Многу е добро што ова We Music Freedom винил турнеја апсолутно ќе на некој начин ќе покаже и на локалната публика дека тоа што го имаат како квалитет вреди. Затоа што Борче, например, во овој случај е многу добар диџеј. Борче овде во Штип, во другите градови имате ли така масовен број на наследници, на ваши следбеници Масовен, што не, але има доволно луѓе кои што Има доволно луѓе, јавно битно е тоа што го работат квалитетно и искрено, не е само колку да го сработат, јас сум диџеј, него затоа реков во права насока се. Сега вкусовите нормално се градат и со годините, се менуваат и така натака созреваш како во секоја работа. Кажавме за моментот. не кажавме дали ќе те посетиш на журка. Ќе ме посетам на жрка. Кажавме за моментот, и кога го спомнати моментот, ја спомна и иднината. Кои ви се плановите за иднината? Освен нели тоа што во наредните 50 години ќе се занимаваш Па први ја сакам иднината на нашата земја воопшто да биде прекрасна, бидејќи мојата иднина пред се зависи од тоа каква ќе биде политичката клима во Македонија и колку ние ќе можеме, затоа што ние се занимаваме со една многу деликатна работа, за која што се нарекува нели забава. Покрај тоа што е забава, ние не сме лесна забава, значи пласираме музика која што има една сосема поинаква тежина и сосема поинаква публика. Нашата публика мора да е информирана и да сака таа музика за да може и да доживее, нели? Сето тоа е многу тешко во едни небулозни услови. Така да ако иднината на нашата земја биде прекрасна, јас тврдам дека и нашите животи ќе бидат прекрасни, што значи дека ќе можеме да се занимаваме и со пуштање музика на плочи, ќе имаме пари за плочи Да, и тоа е најважно. Што е и најважно ќе имаме можност, можеби нашите пријатели да можат да си купуваат плочи за дом. Маците. Какви се твоите планови за иднина? Па, би се сложил со Зоки за ова што го кажа, многу е битно во која насока ќе оди наша иднина заедно, значи како држава и како народ и како публика, колку ќе созрееме, колку ќе бидеме по-добри и поотворени за вакви работи, а нормално и поситуирани. Тоа е све тесно врзано со тие работи, затоа и ги напоменавме. Луѓето да имаат и можности да искочат надвор, да видат што таму се случува, да посетат и други клубови, и други такви настани, и мислам дека све ќе биде подобро и подобро и за нас, а и за публиката. Да се надеваме, ви посакувам успех, да реализирате се што планирате, да успешно ви тече кариерата, да имате поголем број на наследници, следбеници на правецот кој вие го следите, имате поголем број на плочи. Да, така. Ја ви благодарам на поканата да бидеме во оваа ТВ емисија и сакам да ги поздравам гледачите и да им кажам дека многу е битна размената на енергија и би било убаво кога од сите градови во Македонија
се случи миграција за журка. Порано ние живеевме во убави години кога цела Источна Македонија, на пример, доаѓаше за поголем настан и поголема журка, и исто така ние сме доаѓале во Штип за големи журки. Тука се организирале голем број забави, дали на базен, дали Angels Cafe или така натака. Така да се надевам дека во таа насока и ова ТВ интервју беше убава и благодарна работа. Фала многу. До наредната прилика да се сретнеме и да бидете дел од емисијата Вагово, една фотографија. Океј. За успомен. Не само нешто. Да го Маци, најдеме се- ангулот, маци. Океј, правиме селфи. Peace.